Добро утро. Во денешната општествена сцена наш соговорник е Владимир Ангелов, директорот на Кинотеката на Северна Македонија. Па да го поздравам. Добро утро, Владимир, ако сте на линија. Благодарам што се вклучувате во денешниот утрински брифинг. Добро утро. Да. Имате многу новости всушност вие, за кои што сакав малку да поразговараме. Имено еве да почнеме од она што е најново. Вечерва се отвара летното кино Мирно лето во предворието нели на Кинотеката, кое што можам да кажам кино многу ни заврши работа минатата година, минатото лето, каде што ете можеше со почитување на сите мерки нели да се погледне и некој филм. Да, сега тоа е ново. Минатата година започнавме со летното кино некаде во јуни, еве сега сме почеток на мај, да речеме, и убрзувањето на овој процес пред се е резултат на убавите реакции што ги имавме по повод летното кино. Започнуваме во петок со програма една која што традиционално ја прикажуваме околу 8 март, затоа што се однесува на филмови посветени на женските права, документарни филмови пред се. Меѓутоа, мислевме дека поради пандемијата многу луѓе ќе бидат спречени да ги видат овие филмови и затоа решивме да ги прикажеме на летното кино. Веднаш потоа продолжуваме со традиционалната веќе манифестација Прозорец кон италијанскиот филм, односно недела на италијанскиот филм, кој што се содржи 7 филмови класични, можем да кажем, и чија заедничка тема е миграцијата. Значи, оваа година миграцијата е главната тема на Прозорецот, односно неделата на италијански филм. И потоа продолжуваме со еден куп проекти, фестивали, кои што ќе си траат се до крајот на летото, почетокот на есента. Нормално, во зависност од временските прилики кои што не очекуваат. Меѓутоа, за разлика од ланската година, оваа година имаме и некој бекап, така да доколку врне, подготвени сме проекциите да ги селиме нормално со придржување на сите протоколи, да ги селиме и во киносалата, така што се надеваме дека нема да има голем број откажани проекции. Така е, значи не е од вечерва, туку е од петок отварањето на летното кино, кое што вие го нарекувате Мирно лето, го крстивте Мирно лето. Исто така една традиционална манифестација, да речам, се одржа имено на роденденот на Кинотеката 29 април. Вие традиционално ги доделувате наградите Златен објектив. Овој пат добитници се Коле Манев, нашиот еминентен сликар, но и филмски творец, и подсетете ме на другиот добитник, тоа е монтажерот Спасе Тасевски. Да. Спасе Тасевски, така е. Врачувањето, свеченоста на врачувањето ја одложивте, рековте, за по великденските празници. Да, обично во април ја славиме годишнината од формирањето на Кинотеката, затоа што на 24 април 1974 година собранието на Социјалистичка република Македонија, чиј председател во тоа време е Никола Минчев, донесува одлука за формирање на Кинотека. 2 години подоцна, некаде во март, е назначен првиот директор на Кинотеката и Кинотеката започнува со својата функција. И ние обично во и околу овој период ја прославуваме годишнината на начин така што доделуваме една символична, да речем, награда Златен објектив на филмски работници македонски кои што оставиле траен белег, траен печат во
во историјата на македонската кинематографија. Годинава управниот одбор реши тоа да бидат Поле Манев, значи како филмски режисер, како филмски автор, и Спасе Тасевски, кој што е филмски монтажер. И двојцата имаат работено и на филмски проекти, меѓутоа заеднички имаат работено и на бројни телевизиски проекти. Така да решивме свеченоста по повод доделувањето на оваа награда на кинотеката да ја одржиме на 26 мај. Малкуцка 29 април беше прекинат ради празниците, се спојуваат тука 1 мај и Великден, па еве сега иде уште еден празник и затоа решивме на 26 мај да ги доделиме свечано наградите. А еве гледаме дека и Малкуцка скласнува ова пандемијава, па мислам дека многу покомотно ќе се однесуваат и публиката и самите добитници. Сега, освен овие работи што ги набројувате како ваши редовни програми и отварањето на летното кино, имате и уште една новост, имено издадовте ново DVD издание, овој пат со краткометражни македонски современи филмови. Па малку повеќе да не запознаете, бидејќи оваа информација уште не е, како да кажам, ни по медиумите не е забележана. Значи, минатата година, на крајот од минатата година, објавивме еден диск со еден пакет од 4 дискови, во кои што се вклучени 30 македонски кратки играни филмови. Ова е еден нов проект, можем да кажем хибриден. Тој збор некако често се користи во кинематографијата деноиве. Хибридни фестивали и слично. Еве, ние имаме хибридно DVD издание, затоа што во ова издание се вклучени 30 на различни автори, различни филмови, различни должини на филмови, да речеме, и различни стилови, различни периоди, различни жанрови. Значи, еден апсолутен хибрид. Филмовите се од 1957 година, значи од самите почетоци на овој филмски род во Македонија и се до ден денеска. Значи, има филмови кои што беа објавени лани, односно преклани. Како го направивте изборот? Јас мислам дека вие новинарите веќе се запознаени со изданието. Мислам дека и добивте примероци за да ја воведете публиката Малкуцка во ова издание. Мислам дека е така најдобро, а промоцијата на ова DVD издание ја планираме за еден месец на фестивалот посветен на македонскиот филм Златна рамка, кој што веќе трета година мислам дека се одржува поред, кој што е една убава можност да се прослави македонската кинематографија и еве да се представи едно овакво издание каде што се популаризираат македонските кратки игри. Добро, ќе ве прашав уште и да ни кажете некои од авторите, но еве кажавте штом се работи за една историја практично на краткометражниот филм македонски од 1957 па до најновите, нели, македонски автори и филмски остварувања од овој жанр. Секако, значи, во ова DVD издание се правени многу компромиси, затоа што се вклучени само 30 на филмови, 30 на автори. Има многу повеќе и јас претпоставувам дека ова е само почеток, едно прво издание кое што ќе биде во некои следни изданија каде што ќе ги представуваме континуирано, значи ние вршиме афирмација на македонската кинематографија и нормално континуирано ќе објавуваме дискови кои што ќе се однесуваат и на играните филмови, долгометражни, документарните филмови, меѓутоа и на кратките играни филмови. Имаме некои планови, го планираме
продолжението, меѓутоа потребни ни се некои релевантни материјали, се со цел квалитетот да биде и многу подобар и публиката нормално да биде, па и авторите да бидат уште позадоволни. Значи не е ова последно издание на овие кое што кинотеката ќе го посвети на македонските играни филмови и можеби некој ќе се зачуди зошто не е овој филм вклучен или зошто е овој филм вклучен. Тоа е нашиот одговор. Владимир, ви благодарам многу за овие најнови информации за тоа што се работи во кинотеката. Се разбира ќе имаме прилика да се слушнеме и да се видиме повторно. За сега ви благодарам.